Благодарам, председателе, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Пред нас е предлог буџетот за 2024 година. Не сме ги надминале кризите, не сме ги вратиле долговите, ништо не е блескаво, напротив, имаме само темнина и најава за избори, после кои го очекуваме светлото на крајот од тунелот. Би сакала секако да почнам со состојбите во туризмот, за кој барем овој пат од срце ве молам да не биде жртва на првиот ребаланс, како што тоа е пракса во изминативе години. Во делот на туризмот и туристичкиот развој слушнавме ветувања дека ќе се барал рекорден буџет. Колку побарал СЕМскиот директор од владата, ќе кажам подоцна, но гледам дека успеал да издействува само 100 милиони 831 илјада денари, или во превод, во споредба со минатата година, имаме зголемување на средствата за туризам во износ од само 14 милиони 329 илјади денари, или уште поедноставно, ако во минатата година, 2022, туризмот добиваше буџетски трошки во износ од 1,4 милиони евра, со овој буџет добива рекордни 1,6 милиони евра. Колеги, ова ниту е рекорден буџет, ниту пак е доволен буџет, ако сакаме да си ја промовираме Македонија и светот да ни ја препознае Македонија како атрактивна туристичка дестинација. И ова секако ќе го подкрепам со факти и бројки. Србија и Црна Гора со слични буџети како нашиов, само за Google и YouTube кампања во 2021 година издвоиле 680 илјади евра. Словенија 2 милиони и 200 илјади евра, Хрватска 32 милиони евра. Ова, почитувани колеги, се влади кои ја препознале важноста на туризмот за своите економии. Нашата влада, за жал, е далеку од тоа. Од износот од 100 милиони 831 илјада денари, само за плати ќе заминат 17 милиони и 78 илјади денари, или 279 илјади евра. Износот на субвенции за работници со ниски примања останува ист како и во минатите години. Добро е што читам дека се зголемиле средствата за субвенции за приватни предпријатија, но пак ќе речам, од срце ве молам, овие средства да не станат жртва на првиот ребаланс. Овде се надевам и очекувам дека планот е конечно да се смени моделот за субвенционирање, чија промена ја слушаме и ја се говори 8 година со ред. Велам 8 година, не 7, затоа што несрекникот таму е кадар на ДУИ, односно на дом се извинувам, и е 8 години на чело на институцијата и покрај сите апели од туристичката фела за негова смена. Не се, многу беше, малку му остана, му се ближи крајот. Ако го погледнете стратешкиот план на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2024 година, ќе видите дека за реализација на овој план се потребни 365 милиони 700 илјади денари. И ако од нив ги одземеме обезбедениве со буџетот 100 милиони 831 илјада денари, ќе видиме дека 264 милиони 869 илјади денари фалат. Она што навистина не ми е јасно е дали владата воопшто се координира или не го смета човеков за дел од владата, или не ја смета Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за владина агенција.
Навистина веќе не знам што да мислам. Дали како влада сте ја виделе стратегијава? Дали сте ја одобриле? И зошто се јавуваат вакви разлики? И ќе кажам, истиот тој таму што него е сапите и чие директорување ќе биде запаметено по очекуваме, предвидуваме, се надеваме и овој пат не само што ќе очекува, туку и ќе дочека туризмот да го преземе тим со визија. Да, благодарение на бизнис секторот остваривме добри бројки во туризмот, но состојбата во туризмот и понатаму е далеку од закрепнувачка, а последиците од отсуството на стратегии, од застарените и нефункционални закони, од отежнатата визна либерализација и лошите политики ќе ги решава новата влада. И овде ќе завршам со делот за туризмот. И ќе се фокусирам на предлог буџетот, на останатиот дел од предлог буџетот. Значи, 7 години со ред слушаме за развоен буџет, за инвестициски бум, за рекордно ниво на капитални инвестиции. Што имаме или поточно што немаме во реалноста? Нема работници, сите заминаа. Не на печалба, туку за секогаш ја напуштија Македонија. Нема капитални инвестиции, власта не е способна да ги реализира. Слушајќи ги колегите од мнозинството изминативе денови, човек ќе помисли дека во земјава економијата ни се развива со брзина на светлината. Ама, нашиот економски раст е на ниво на статистичка грешка, индустриското производство ни е на нула и клучното прашање во оваа држава е кој работи, а кој заработува. Официјалните податоци на Министерството за финансии говорат дека тупката во буџетот се продлабочува, додека капиталните инвестиции се намалуваат. Пред помалку од месец дена, буџетскиот дефицит изнесуваше 33,5 милиарди денари, а реализацијата на капиталните расходи 31,5 милиарди денари. На 16.11.2023 година буџетскиот дефицит е поголем од капиталните расходи за 33 милиони евра. Во изминативе 3 буџетски години дефицитот константно е поголем од капиталните расходи. Државниот буџет мора да се користи за финансирање на развојот на земјата, но кај нас парите завршуваат на непродуктивни цели или за чист популизам. Наместо додадена вредност, парите се трошат за работи од кои корист имаат поединци. Овој буџет ќе ни ја фрли економијата на колена. Зошто? Затоа што е половина од домашниот бруто домашен производ. Затоа што инфлацијата е се уште висока, задолжувањето расте, инвестиции нема, мака мачиме со работна рака. Ниту овој буџет, како и тие пред него, врска нема со реалната состојба во државата. Наместо да креирате поскромен буџет кој конечно ќе се фокусира на стабилизација на јавните финансии, на реална поддршка на приватниот сектор, на реформи во образованието, здравството, правосудството, повторно и повторно имаме мегаломански буџет кој ниту е реален, ниту одговара на моменталната криза. Макроекономските и приходните проекции повторно преоптимистични. Проектирате раст на БДП од 3,4%, но Светска банка вели дека ќе е 2,5%. Проектирате инфлација од 3,6%, но Народна банка вели дека инфлацијата ќе биде 4%. И предвидениот раст од 5% кај социјалните трансфери е недоволен во услови на криза. Десетици и илјади луѓе западнаа во сиромаштија поради поскапувањата. На 6-то место во Европа сме по скапотија, ама социјалните трансфери ги зголемувате за само 5%. Ова е напомпан и неразвоен буџет кој не носи развој, туку носи криминал и корупција. Единствената добра вест во целава приказна наречена буџет е што ова е последниот буџет кога што оваа влада или ова криминално дуо наречено Социјалдемократски сојуз и ДУИ има можност да го представи. Говориме за потрошени 25 милиарди евра со кои можеше многу да се направи,
ако изборот не беше да се кради и зад себе да се остава пустош. Денес Македонија е земја со најнизок економски раст во регионот, со инфлација која во изминативе 2 години надмина 30% или дури 50% кај храната и електричната енергија. Прашање на денови е кога јавниот долг ќе надмине 9 милиарди евра, затоа што само за камати во 2024 година треба да исплатиме над 270 милиони евра. Тоа, економската ситуација во Македонија ја прави повеќе од катастрофална, затоа што факт е дека никогаш не се живеело полошо. Таква е перцепцијата кај граѓаните и учесниците во финансиските текови, како и кај сите реномирани и кредибилни меѓународни институции, во чии што извештаи се нотира дека имаме огромна стагнација, уназадување во економијата и животниот стандард. Сиромаштија, уништено стопанство, банкротирана држава. Таква Македонија ни оставате. Македонија во која народот може да си дозволи само еден оброк дневно, додека владата никако не престанува да троши за се, освен за неопходното. Овој најголем буџет од 5,5 милиарди евра, освен што е највисок, нереален, неразвоен, неоддржлив, истовремено е и буџет кој е креиран без визија за реален развој на економијата. Буџетскиот дефицит од 545 милиони евра ќе ни донесе јавен долг од над 63% од БДП. Дури и да не се појави никакво непредвидено трошење, што сите знаеме дека е невозможно, со вака концепираниот буџет веќе сме во минус од половина милиарда. Тука и да не го спомнувам фактот дека секоја година од вашето владење дефицитот на крајот од годината излегува многу поголем од предвидениот. Вашиот план да соберете 460 милиони евра повеќе од даноци во услови кога нема раст на економијата, кога немаме раст на вработени, ниту пак се отвараат нови предпријатија, можеме да го преведеме како очекувана невидена репресија врз даночните обврзници или повторен удар врз дисциплинираните. Повторно инспекции, повторно арачи казни со кои владата планира да го зголеми приходот за 250 милиони денари. Понатаму, владата си презела улога на баба Вања, па предвидува приход од, замислете, потенцијална продажба на државни фирми и државно земјоделско земјиште. Ете така владата проектира приходи врз основа на предпоставки. За капитални инвестиции кои со оваа власт не ги гледаме, само ги слушаме во ветувањата, во стратегиите, во буџетите, владата планира 773 милиони евра кои, имајќи предвид дека ни предстојат двојни избори, ќе бидат жртва на првиот следен ребаланс. Зошто го велам ова? Кој во оваа држава може да очекува влада која 7 години ништо не направила, сега експресно за само 4 месеци да реализира 773 милиони евра? И како ќе го објасните овој ваш развоен буџет кога за 58 милиони евра ги намалувате средствата за функцијата економски работи? И како сте се откажале од непродуктивни трошоци, кога за предизборни вработувања ќе потрошите 6,3 милиарди денари, за привремени вработувања 240 милиони денари, за стоки и услуги над 65 милиарди денари, за договорни услуги 49 милиарди денари повеќе во споредба со 2023 година, за патни и дневни расходи 770 милиони денари. Од друга страна пак, иако сме држава која е на дното по корупција, на врв по организиран криминал, владата која скроила буџет од 5,5 милиарди евра не издвоила, замислете, ниту денар за борба против корупција и организиран криминал. Ете затоа со оваа власт константно расте бројката на социјално погодените категории, затоа се иселува работоспособното население и затоа ни старее нацијата. За 252 милиони денари се намалени средствата за технолошко-индустријските развојни зони, затоа што оваа власт на земјиштата во овие зони си инсталира фотонапонски централи за себе наместо да носи странски инвеститори. Одмаздата пак за тешкиот пораз што го претрпевте на локалните избори е повеќе од очигледна во овој буџет. Па така, за водовод и канализација на општините им се кратат 194 милиони денари и кога велам на општините, мислам на граѓаните кои живеат во тие општини.
88 милиони денари помалку ќе добие Бирото за регионален развој, а 63 милиони денари помалку ќе има за градинки. Се крати на објекти за социјална заштита и домови за стари лица на кои оваа власт им ветуваше достоинствена старост, а на младите на кои им ветуваше живот им крати 35 милиони денари во Агенцијата за млади и спорт и дополнителни 28 милиони денари за проектот Купи куќа за млади, убивајќи им ја така и последната надеж дека би можело нормално да живеат и да опстојат во оваа држава. И додека мака мачиме со работната сила, Тренчевска си скусила 222 милиони денари за поттикнување на вработувањето. Од 2018 година до денес потрошивте 25 милиарди евра, а ништо не направивте. Стагнираме на секое поле. Нема учебници за учениците, нема лекови за болните, нема ниту еден готов автопат. Додека го очекуваме, автопатот Кичево Охрид истиот се распадна пред некој ден. Автопатот Скопје Блаце ни баре почнат. Каде одат милиардите од буџетите 7 години со ред? На Охридски кажано само еден Господ знајт и уште еден до вас близок. Крајно време е парите да завршуваат кај граѓаните, а не кај криминалците. Од овие причини, како пратеничка група, поднесохме 250 амандмани во надеж дека ќе се вразумите и ќе сватите дека буџетот е за граѓаните, а не за бизнис сделките на владините функционери или за предизборен подкуп. Бараме намалување на ДДВ за храната, струјата, огревното дрво и акцизите. За студентите бараме зголемување на субвенцијата за студентски оброк, но и стипендиите. Се бориме за мерки за намалување на аерозагадувањето, по кое сме на ниво на Узбекистан. Колеги, при креирањето на амандманите се водевме од приоритетите на државата и од приоритетите на граѓаните, а тоа се стимулирање на економијата преку капитални инвестиции, помош на граѓаните и конечно спречување на расипничкото трошење. Бидете доблесни, барем пред заминување, прифатете ги амандманите во име на народот, казната не ви бега секако, затоа што за жал изминативе години единствено нешто што покажавте е дека во оваа држава со оваа власт со се доцни, само смртта доаѓа пред време. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за реплика.